Добар ден. Еве не повторно заедно во емисијата Алфа Ординација, секако со нова тема. Вообичаениот термин го имаме за вас, вашите јавувања, вашите прашања и секако нашата тема со нашиот денешен гостин. Доктор Билјана Црцаревска, специјалист по нуклеарна медицина, ни доаѓа од болницата Аџи-Бадем Систина. Веќе на вашите екрани ја читате темата скен на коски, нешто специфично, но верувајте, ќе добиете доволно информации за да можете да обезбедите еден ваков преглед доколку ви е потребен. Доктор Црцарева, добар ден, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Еве неповторно со една тема која што е блиска за вас, тоа и го работите, но се одлучивме за оваа тема за да им објасниме на нашите гледачи да допреме со информациите што значи тоа скен на коски до нив, а воедно и за нуклеарната медицина. Некако вака кога ќе кажеме нуклеарна медицина многу застрашувачки делува, но еве затоа јас првото прашање ќе биде мое токму тоа, што е тоа нуклеарна медицина, да не се плашиме од терминот. Јасно, ви благодарам на поканата. Иако некако нашите гледачи се навикнати да не гледаат од онаа друга страна кога објаснуваме за проблемите со тироидната жлезда, меѓутоа треба да кажеме дека ние специјалистите по нуклеарна медицина, покрај тоа што се занимаваме со болестите и лекувањето на пациентите со тироидна жлезда, имаме и уште една друга специјалност, а тоа е областа вистинската нуклеарна медицина, каде што спаѓаат токму овие скенови. Значи, она што треба да го знаат, еве конкретно денеска темата е скенот на коски, влегува во оваа област, а таа представува една гранка од медицината која што за своја цел користи радиоактивни материјали или наречени изотопи, кои што по апликација кај пациентот обезбедуваат диагностика или евентуално третман доколку е тоа потребно кај пациентот. Почесто се користат за диагностика, а нешто поретко, особено во наши услови, се користат и за третман кај пациентите. Од друга страна, може би е поедноставно пациентите да го сватат, бидејќи представува на еден начин гранка или уште наречена ендорадиологија, или што значи додека класичната радиологија или радиодиагностика се занимава со изгледот, односно морфологијата или анатомијата на одреден орган кај човекот, тука завлегуваме во она физиологија, односно функција на различните органи. Така да добиваме една инаква димензија или поразлична слика. И сега, што е главната цел, значи доколку станува збор за диагностиката, после апликацијата на тој радиоактивен материјал, во зависност што точно се аплицира, не би ги задржувала или не би ги насочувала пациентите сега во точниот тип на апликација на тој радиоактивен материјал, кој е и што е, меѓутоа се добива една визуализација, една слика, после која што ние ја интерпретираме и во зависност од лекарот кој што ни го испратил пациентот, нели се враќа за да се види што таа слика точно значи за пациентот. Ајде да кажеме колку центри за нуклеарна медицина постојат во нашава земја. Во нашава земја постојат 3 центри за нуклеарна медицина. Тоа е Центарот за нуклеарна медицина и единствениот приватен центар при клиничката болница Аџи-Бадем Систина и уште другите 2 државни центри кои што се наоѓаат во државната болница, Универзитетската државна болница, а тоа е Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина и Институтот за нуклеарна медицина при клиничката болница во Битола. Во сите 3 центри, значи, се изведуваат овие скенови кои што нели подоцна ќе ги разгледаме и ќе ги објасниме. Така. Вие имате искуство во 2 од овие центри, така, ајде да кажеме во Аџи-Бадем Систина сте, да кажеме како е организирана работата кај вас. Така, Центарот за нуклеарна медицина при клиничката болница Аџи-Бадем Систина единствен приватен центар кој што е направен по сите теркови кои што ги бара и Европската интернационалната агенција за нуклеарна медицина, доколку сакате да ја добиете дозволата да работите со овие изотопи. Како изгледа еве Центарот за нуклеарна медицина при нашата болница? Прво, тоа е еден одел каде што првенствено кога ќе влезете се ве внесуваат во амбулантите на лекарите,
каде што влегува пациентот и започнува разговорот, односно земањето на анамнезата, која што и како ни е битна за да можеме да знаеме што точно треба да се изработи кај пациентот. Тоа е, да кажеме, предворје на овој вистински центар за нуклеарна медицина, од кога пациентот ќе биде детално анализиран, ќе биде земена оваа потребна анамнеза, тогаш влезе се внесува во вториот дел, во делот каде што се собите за апликација на овој радиоактивен материјал. Постојат соби, соодветни соби, во зависност од тоа каков тип на радиоактивност треба да аплицирате кај пациентите. Доколку работите класична нуклеарна медицина, ги внесувате во собите каде што ви е потребна таа апликација на гама емитери, односно радиоактивност. Тука најчесто се тие пациенти кои што треба да се изведе скенот на коски, скенот на бубрези и на било кој друг орган кој што сакате да направите скенирање. А доколку станува збор за апликација на радиоактивност која што е потребна за следење и работа на пациенти кои што треба да направите PET-CT, тогаш веќе тука постојат други соби каде што пациентите треба да мируваат и да бидат во една сосема поинаква кондиција. За PET-CT то значи ќе оставиме на страна, веќе има и гостувано на мојата колешка или би се разгледала во некоја друга емисија. Меѓутоа, она што е за денешната тема, значи доколку работиме класичен скен, тогаш кај пациентите се аплицира материјал кој што е соодветно како индивидуална доза спремен во радиофармацевската лабораторија, на која што болницата наша Аџи Бадем Систина е посебно горда заради тоа што е направена по сите теркови како што треба да се работи. Се спремаат индивидуални дози, тука работат обучени нуклеарни технолози, кои што ја спремаат дозата и потоа ја аплицираат кај пациентите. После одредено време, по зависност од тоа кој тип на скен сакате да го работите, се превземаат пациентите и се носат во собата каде што се наоѓа камерата за визуализација, односно за снимање на пациентот. Клиничката болница Аџи Бадем Систина располага со двоглава спект камера, која што е погодна заради тоа што за кратко време можете да добиете една убава слика. Што значи, во принцип, ако станува збор за тежок пациент, овдека го кратите времето на снимање, што и како е битно кај овие пациенти. После снимањето, во зависност, значи, кој тип на снимање го правите, го испраќате пациентот и ги обработувате резултатите. После обработката, лекарите се повторно тука да го интерпретираат она што го гледаат од скенот, се испраќа пациентот со нормално резултати добиени на рака и се завршува целата таа постапка во однос на скенирањето на пациентот. Апликацијата на различните изотопи, значи во зависност што сакате да аплицирате кај пациентот, претходно ги добивате, значи во спакувани во облик кој што нели треба да ги запази повторно сите стандарди и од тој, еве конкретно за скенот на коски, од тој генератор, значи се вадат индивидуални дози и се спремаат, односно подоцна се аплицираат кај пациентот. Морам да ве прашам дали е тоа безбедно за вас, докторите? Имате ли вие некоја посебна облека која што ја носите како заштита со оглед на тоа што секојдневно многу пациенти доаѓаат за вакви скенирања? Целата работа, доколку се придржувате кон сите правила на работа во овој оддел за нуклеарна медицина, се апсолутно безбедни. Тоа значи дека доколку и лекарот, и технолозите, и сестрата која што работи на оддел, при подготовката прво на материјалот, а потоа при апликација на овој радиофармацевски материјал, односно овие изотопи, носат на себе соодветни кецели кои што ги заштитуваат од зраците, апсолутно немаат никаков проблем за работа со повеќе пациенти во текот на денот. Сите имаме своји индивидуални дозиметри кои што на крајот од месецот се исчитуваат и се гледаат колку нормално ние сме се придржувале кон тоа правилно ракување со овие изотопи и доколку евентуално нели нормално отстапува тоа исчитување, тогаш веќе си се превземаат мерки кои што нели се соодветни за работата, иако досега не сме имале
таков проблем. Така. И така и да остане, подобро за вас. Имаме гледач, ајде да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ова се уваме докторката да прашаме дали може за тироидна жлеза. Денеска имаме друга тема, не знам докторката дали ќе сака да одговори. Нема проблем. Ама јас ќе замолам сите наредни гледачи да се придржуваат кон денешната тема. Ајде, повелете, поставете го прашањето. Се работи што имам проблеми со тироидната жлеза, едно 3-4 години и никако подобрување да немам. Па дали може да тоеме на преглед таму? Апсолутно, ќе ни биде задоволство доколку го одберете нашиот центар за преглед на тироидната жлезда. Значи можете да ги добиете сите услуги што ви се потребни за да се исследи целосно, почнувајќи од ултрасонографијата, лабораториските анализи, скенот доколку е потребен, евентуално тенкоигледна пункција, се што треба стоиме на располагање да се јавите во нашиот центар. Добро. Еве, ќе апелирам уште еднаш. Скен на коски е денешната тема. Доктор Црцарева е подготвена да одговори на прашање врзани со темата. Ајде да кажеме кои се типови на скенови. Спомнавте, освен овој денеска што зборуваме, скен на коски, спомнавте уште еден. Кои се други ги има во Аџибадем Систина? Значи во нашиот центар се работат скоро сите скенирања кои што постојат во нуклеарната медицина, започнувајќи од оно што е најчестиот и оно што пациентите најмногу го знаат, тоа е скенот на тироидната жлезда, понатаму скенот на коски, па доаѓаат понатаму скеновите на бубрези. Морам да ги кажам во множина скенови заради тоа што постојат различни типови на скенови на бубрези и тука секогаш апелираме кај пациентите и кај лекарите кои што ги упатуваат пациентите кај нас, точно да назначуваат за кој тип на скен сакаат да добијат резултати. Затоа што постојат скенови кои што се врзани за функцијата на бубрезите, скенови кои што се врзани за морфологијата, односно изгледот на бубрезите и едно исследување, односно еден скен, така наречен директна радионуклидна цитографија, која што укажува па сосема, значи друго се работи кај мали дечиња или тоа е познатиот ДРЦГ скен, кои што, значи, различно се изведуваат. Апелот е таков заради тоа што во различен ден можете да работите различен тип на скенови, па да не се случи да пациентот дојде за одредено снимање и да треба, нема да биде сигурно вратен, меѓутоа многу често знаат да се причека. Понатаму се работи скеновите на паратироидна жлезда, тука понатаму работиме скенови на хепар, што е нешто што е актуелно и што е потребно да се сработи. Па доаѓаат скеновите на ПЕТ-ЦТ, може да се спомне исто во нуклеарната медицина. Значи, скоро сите скенот на мозок, значи, се што пациентите имаат потреба да се направи, се работи во нашиот центар. Повторно уште нешто наговестување, доколку сакате да се направи било какво скенирање, секогаш бараме да тоа биде оправдано, односно побарање на лекар кој што ќе го испрати пациентот на нашиот одел. Многу ретко е, да не кажам, нели, ги враќаме пациентите во некој случај, доколку немаат медицинско образложение и дојдат и само иницијативно побараат да се направи некој од скенирањето. Значи, би сакале, доколку пациентот има потреба, сепак да тоа биде медицински оправдано, не заради нешто друго, туку сепак се аплицира радиоактивен материјал, кој што, нели, доколку нема потреба, би сакале да го скокнеме, односно да го упатиме пациентот кај на некоја друга метода која што може да ја замени оваа нашата. Справно и коректно. Ајде да го чуеме гледачот, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам докторката да прашам за остеопороза. За остеопороза сакам да прашам докторката. Повелете. Ке прашате? Да, какво лекови првите 3 месеци примив ампула така некои лекови
наводно некој бонвива, така нешто, ама немам подобрување ништо од тоа. Што да преземам понатамо, кај да се обратам? Значи, нуклеарната медицина е диагностичка гранка и ние, освен што можеме да ви понудиме и да направиме скенирање на телото, третманот во однос на остеопороза го оставаме кај лекарите ендокринолози или ортопеди. Така да тука јас би се оградила во однос на третманот. Значи, ќе треба на друг доктор да одите. Да. Еве ви кажа доктор Црцарева, тоа е ортопед. Да, или ортопедот или ендокринолози, така да што ендокринолог. да, треба да се следи оваа состојба. Ги споменавме, значи, скеновите кои што може да се направат во Аџибадин Систина болницата. Да се задржиме на скенот за коски, како еден од најчестите скенови. Ќе кажеме како се изведува и што покажуваат резултатите, само да го чуеме гледачот. Се надевам дека со прашање поврзано со темата. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ја поздравувам емисијата. Ве слушаме. Ве слушаме, повелете. Вака, имам едно прашање до вас. Денеска го земав резултатот од скенот на коски од мојот татко што има 83 години. И сега до понеделник додека не отидеме кај докторката да ни ја објасни диагнозата, дали можете вие накратко да ми објасните што значи тоа? Доктор Црцарева, ќе слушате резултатот или? Ајде, ако имате интерпретација на резултатот. Значи, кратко е, три реченици, 4. Вика, на скелет на сцинтиграфија направени со остеотропен радиотрасер се следи фокална патолошка акумулација на радиотрасерот во ниво на 11 лево ребро, постериорно. Интензивна патолошка акумулација во левата зигоматична коска и фокална патолошка акумулација на ниво на L5 лево латерално и во ниво на десно колено. Во заграда интерконтиларно прашалник, најверојатно од дегенеративна етиологија. Значи, толку е ова напишано во наодот. Само кажете ми која е причината за која што се одлучивте да он имаше правите? на простатата, имаше малигни клетки откриено. Да. И беше упатен на скен на коски. Так. Многу честа индикација кај пациенти кои што се оперирани или не оперирани од карцином на простата е да се направи скенот на коски. Пациентот и за тоа е упатен. Многу е незгодно да вие интерпретирате скен кој што не го гледате пред вас. Ако, еве, може и накратко и тоа да се објасни, секогаш скеновите е убаво да бидат интерпретирани од двајца независни лекари по нуклеарна медицина, како што го правиме и во нашиот центар, значи лекари со долгогодишно искуство, специјалисти по нуклеарна медицина, читаат во различно, значи, време двата резултата и потоа тие два резултата се фузионираат и се гледаат каде сме, односно дали е исто мислењето. Практично пациентите кога доаѓаат добиваат на еден резултат две мислења одеднаш, иако тие мислења нели треба да се прекоклопат за да ги добиете и да ги издадете. Затоа за пациентката е малце непријатно што јас нели ќе го интерпретирам она што го прочита господјата. Кога вака местата кои што ги опиша и се напишани, кога како заклучок се кажува дека е тоа дегенеративна природа, се претпоставува дека болеста не е проширена по коскениот систем, односно заради годините кои што ги кажа дека беа над 80, се врзуваат на места кои што се од таква старачка или дегенеративна природа. Тоа е тој израз кога немаме проширување на болеста, односно не станува збор за малигни метастатски депозити. Најчесто се тие такви места. Значи се јавуваат на делот рбетниот столб, на одредени, значи места знаат да се појават во колената. Тоа се тие такви. Ребро спомна. Сега, единствено што сакав, значи, да го искоментирам таа фокална акумулација која што е видена во 11-то, мислам, ребро, дека спомна господјата, која што сепак треба нели да се види и да се интерпретира докрај. Предпоставувам дека што ме заклучокот дегенеративна природа, дека се акумулациите, дека не станува збор за малигна состојба, меѓутоа сепак нели дека тоа треба да се
да се види. Така, но да заклучиме задолжително во понеделник лекарот, да, да тој се што однесе резултатот, да не се подпира гледачката на ова што само. јас така само го интерпретирам, односно го преведувам она што е напишано веќе од друг специјалист по нуклеарна медицина. Така. Добро, делумно со ова прашање одговоривте и на она што пред малку ве прашав, но сепак еве да кажеме што добивате од резултатите, каква препорака понатаму за пациентот кога станува збор за скен на коски? Обично барање за да се изведе скенот на коски добиваме од колегите онколози или колегите ортопеди. Значи се врзувам за двете специјалности кои што најчесто испраќаат кај нас пациенти. Доколку ги испраќаат онколозите, тогаш целта на барањето за да се изведе овој скен е да се види дали примарното заболување, примарното малигно заболување се проширува во коскениот систем. Најчесто тие се сега ако се онколошки пациенти кај кои што имаме докажан карцином на простата кај мажите, карцином на дојка кај жените, гинеколошките карциноми, белодробните карциноми, значи тоа се малигномите кои што многу често се како далечни метастази се прошируваат во скелетот и заради тоа тие колеги бараат да се направи овој скен. Доколку станува збор за ортопедите, колеги ортопеди, многу често тие имаат потреба да видат каква е состојбата на евентуално вметнат вештачки кол кај пациентите. Значи, ако е веќе опериран после определено време, треба да се види, а има пациентот проблем после операција, многу често сака да видат дали е таа протеза добро поставена, дали евентуално пусти така наречено разлабавување на протезата, евентуално настаната некаква инфекција или инфламација и тогаш најчесто ги испраќаат кај нас бидејќи со сигурност добиваат резултати кои што ќе им ја разјасна сликата. Ортопедите исто така работат и примарни тумори, бенигни или малигни тумори на коските, па имаат потреба да се направи ова скенирање и заради тоа исто така го барате. Сега во зависно, значи, зашто ги испраќаат таков одговор, односно таква интерпретација добиваат. Конкретно како пациентката претходно што се јави, значи барањето е да се види дали болеста е проширена. И значи кратко и јасно кажувате дали е проширена и на кој место е. Многу е битно да имате точна интерпретација заради тоа што тие пациенти ви се враќаат на контроли. И убаво е доколку подлегнат на одредена терапија да го видите ефектот на терапија за да можете да кажете каков е скенот, значи кој ќе го споредите со она што е претходно упатено. Или ако е примарен тумор, тогаш да се, кога е опериран пациентот, да се види постоперативно каква е целата слика. Праќаат и пациенти за остеопороза, иако посрекни сме кога може првично да се докаже остеопорозата со дексаскен, или со преглед од страна на специјалист кој што ќе види дали има потреба да се направи ова испитување, така што најчестите индикации лежат во овие две гранки. Така. Имаме повторно гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Желим да питам докторку, имам ќерка од 17 година и веќе 3 години кад хода подскетају ове ножни зглобови. Дали е тоа нешто опасно или дали е неки проблем тоа? Ортопедија. Да. Убаво е да се провери 17 години, тоа веќе не е за педиатрија, туку да се провери кај лекар ортопед. Да. Добро, продолжуваме со она што значи подготовка на пациентот за да му се направи скен на коски. Така. Малку зачнавме на почетокот, како со таа организациона поставеност на одделот. За скенот на коски немаме посебна подготовка, што со самото, значи, доаѓање пациентот кај нас, веќе некако ја има комоцијата во однос на снимањето. Што подразбира нема посебна подготовка? Тоа значи дека ако снимањето е во утринските часови, сабајлето слободно може да стане, јаде, пие се што сака да се земе терапијата, доаѓа кај нас, лекарите ја земаат потребната анамнеза, односно податоците, да се види што се бара од тој скен на коски
и потоа се оди за да се аплицира радиоактивниот материјал. Во зависност од тоа која е диагнозата, така постојат сега и различен тип на скенирање на коските. Ако станува збор за пациенти кои што имаме ортопедски поставени протези или станува збор за некој тумор на одреден дел од коскениот систем, тогаш тука се прави најчесто трофазен скен на скелет. Што подразбира тоа? Пациентот се поставува на камера, значи на тоа лежиште од камерата, на креветот, и се поставуваат камерите, бидејќи сега зборувам за нашата двоглава камера, значи главите се поставуваат на местото каде што ја имате промената. Ако станува збор конкретно за протеза на коленото, тогаш значи се поставуваат двете глави од озгора и од оздола на колената регија и се аплицира материјалот, венски се аплицира, значи тоа не го потенцира, се аплицира венски и се започнува веднаш со снимањето. Тоа е таа прва или така наречена васкуларна фаза, каде што треба да видиме прокрвеноста на евентуалната промена која што лекарот се сомнева дека може да постои. Понатаму во истиот тој период, значи после кратко време таа васкуларна фаза, следи втората или така наречена ткивна фаза и се завршува со првиот дел од скенирањето кој што не трае повеќе од 10 минути. Потоа пациентот е слободен од прилика 2,5 часа до 3 часа во зависност од тоа колкава доза на материјал сте аплицирале. Тоа е период во кој што е потребно овој радиоактивен материјал да се врзе за коските, бидејќи во првата фаза ја следите само васкуларизацијата и ткивната фаза. После тие 2,5 часа, значи вие го пуштате, значи може да остане на одделот без разлика дали е кај нас во нашата болница или е тоа во некој од другите центри. Нормално може да јаде повторно, да пие, да се движи без никакви ограничувања. Единственото ограничување е што доколку се најде во средина каде што постојат трудници и мали деца, веднаш да се повлече, односно да биде настрана од нив. Значи, овој материјал е потребно да пациентот го ограничи, значи, своето присуство во кај оваа популација. Се враќа на снимањето, повторно си легнува на креветот од камерата и се започнува сега со скенирање на целото тело. Значи не само на местото каде што се очекува промената, туку започнувате со скенирањето од главата па се до нозете долу и добивате после од прилика 30 на минути еден приказ на сите коски од телото. Тоа е доколку значи имате потребно од ваков трофазен скен на скелет, ние го нарекуваме. Доколку станува збор за малигно заболување, значи карцином на дојка, карцином на простата, белодробен карцином, тогаш не се прават овие трофазни скенирања, туку пациентот доаѓа кај нас, значи по разговорот се внесува и се аплицира овој контраст и повторно си се ослободува, значи од прилика 2,5 до 3 часа, значи само се скокнуваат овие две фази и се враќа кај нас и се снима. После снимањето се завршило. Препораките само се од наша страна, значи повторно, да во текот на денот се пијат повеќе течности, бидејќи на тој начин се елиминира побрзо оваа радиоактивност од организмот на пациентот. Бараме и во периодот од апликација до снимање исто така да се зема малце поголема количина на течност. Едната причина е оваа за да се исчисти побрзо радиоактивноста, а втората причина е ние да добиеме појасна слика, односно да не се задржува материјалот во ткивата, туку да се отиде точно само во коскениот систем. Си заминуваат, кај нас резултатите се добиваат истиот ден, значи може би доколку се потребни повеќе реконструкции, да го замолиме пациентот после час-два да се врати да ги добие резултатите, ако не чека и за одредено време ги добива резултатите. И повторно се истите препораки, доколку дома постојат трудници или мали деца, тој ден да биде ограничено дружењето со овие индивидуи. Така.
Морам да ве прашам за овој материјалов кој што го аплицирате, за да бидеме докрај јасни и да не ги плашиме нашите гледачи. Колку е тој штетен за организмот ако споредиме со едно рентген зрачење, например? Ке го памтиме прашањето, имаме гледач. Повелете. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката. Јас сум 70 години човек. Уште како дете, од 6-7 година памтам, по колената и во рамењата имав реума. И тоа си цел живот и сакал го трпам тоа до ден денес. Но сега испод капачињата на колената и на двете нозе ми се јавува како да имам точка една за колено, клинец некој. Не можам да се движам и во утруна и во угорнина. Па сакам да ја прашам. А не сум бил на преглед. Ипак ќе треба. Пред 20-30 години, да ви кажам уште, 20-30 години бев, и рекоа докторите дека менискус може да е, да не си сигурен ли се во тоа, и то, и се имам погрешности, не се го само на промена на времето. И тоа точки една и под капачето, и на другата нога под капачето. Мислиот различно. Некој ден на левата, некој ден на десна. Тоа да направам. Преглед, задолжително преглед, значи потребно е да ве види или специјалист ревматолог, најдобро е тој да се консултира, или евентуално ќе потребно повторно ортопедот тука да се вклучи, меѓутоа мислам дека со ревматологот е потребно да се разговара. Во понеделник е матичен лекар со упат кај ревматологот. Ајде имаме повторно гледач, повелете. Ало, Ве слушаме, повелете. поздрав до сите во студиото. Се јавувам во врска со темава. Во 2010 година бев на скен на патофиза во Скопје. Добро. Тоа мене беше помалата сна и ја слушнав докторката нешто за околу бременно стуми. Ме интересира дали може од јас после откако беше скенот направен и бев изолирана 48 сата дома. Ама во колата со мене беше помалата сна. Имаше 3 инвитро направено оттогаш, после моето снимање. Неуспешни се пушташе на 3-4 месец. Дали може тоа да е причината што беше со мене? Не, апсолутно не е тоа. Причината одма ќе им кажам на пациентите, значи да не се секираат. Мене тоа многу ми тежи, со години ми тежи тоа. Не, воопшто да не се секирате, значи нема никаква поврзаност тоа што во 2010 година пациентката била ваша придружба. Значи, и Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина апсолутно внимава на однесувањето на придружбата, односно доколку видат дека станува збор за трудница, во тој момент ја изолираат веднаш и не ја пуштаат да влезе кај пациентите каде што треба да се изврши апликација на материјалот. Или ја дават препораката да си замине, потоа пациентот сам да си оди на кај дома. Така да, тоа што била придружба и што имала посеодредено време неколку инвитро, апсолутно причината за неуспешноста на инвитрата не лежи во ова скенирање на кое што господјата била. И сега да се вратиме на поврзаността, да. Многу е непријатно, значи самото тоа кое ќе се каже нуклеарна медицина звучи нормално, така малку бомбастично да кажам, и уште кога ќе им спомнете на пациентите радиоактивност, нормално дека создава еден немири, еден страв. Меѓутоа, секогаш во медицината имате нешто што се нарекува, нели, она што е потребно како cost-benefit, така, дали е потребно да дојдете до диагноза повеќе од она што нели ќе биде штетно за пациентот, да кажеме. Кога треба да дојдете до диагноза, значи не станува збор дека вие мора да го дадете овој радиоактивен контраст. Тој само звучи можеби непријатно. Нема никаква штета по однос на пациентот.
Значи, изотопите со кои што ние работиме се со краток полуживот. Значи, тие ги елиминираме многу брзо. Значи, со самото пиење на течности, со самото често уринирање, за скоро 24 часа пациентите се без никаква радиоактивност во себе. Така да не треба да се плашат воопшто пациентите. Значи, ако мора да се направи снимањето, мора да се направи. Комплетно е различно од она што ме прашавте што значи во однос на класичните радиолошки исследувања. Додека кај класичната радиодиагностика имате магнет, имате компјутер, имате обичен рентген. Компјутерот и рентгенот се апаратите зрачат кон пациентот, овдека имате зрачење на пациентот кон апаратот, така и се создава сликата. Значи, тоа што ние го аплицираме кај пациентот, него го прави да биде кратко време озрачен, односно да биде со таа радиоактивност, за да таа истата може да емитира слика која што ние ќе видиме. И таа практично ни ја дава таа физиологија на органот, за разлика од компјутерот, магнетот и рентгенот, каде што ни е потребно да ја видиме структурата, односно морфологијата на органот. Најдобро е кога вие можете да направите фузионирање, значи да добиете и морфологија и функција и да можете да со сигурност кажете за што станува збор. Меѓутоа, имате заболувања каде што ви е потребно да направите или само магнет, или само компјутер, или да го направите скенот. Конкретно, ако пациентот е неврохируршки пациент, има проблем со дискус хернија, еве ќе ја кажеме како многу честа диагноза, немате потреба да го правите скенот. Значи, тамо потребно е да направите магнет. И пациентот веднаш се упатува на одделот за радиодиагностика, односно на одделот за рентген. Ако имате пациент со малигно заболување, веќе предпоставувате дека е дисеминирана болеста, немате потреба да го праќате да прави магнет и компјутери, него го праќате да ја направи сцинтиграфијата, најчесто скелетната или евентуално хепатална сцинтиграфија, во зависност што точно барате. Така да секоја диагностика си е за себе и правите проценка што точно ви треба. Во однос на скенот на коски, предност се дава на скелетната сцинтиграфија пред компјутерот и пред класичниот рентген, заради тоа што се предпоставува дека најмалку 6 месеци порано може да се детектираат скелетните метастази од класичниот рентген или компјутер. Така да заради тоа некако предноста се дава на скелетната сцинтиграфија, кога веќе имате дисеминирана болест. Меѓутоа, ако станува збор за солиден тумор, значи не дека нема да направите и компјутер или магнет и плюс да го направите скенот на скелет. Значи, секогаш проценката ја прави лекарот и за тоа кажуваме убаво е да имаме медицинска документација според која што ќе имаме индикација за да можеме да го направиме скенирањето. Така. Морам да ве прашам дали постојат некакви нус ефекти од скенот на коски? До сега во нашиот центар апсолутно ни еден пациент кај кој што се појавило некаков несакан ефект. И во однос на светски рамки, значи се проследени неколку пациенти кај кои што е појавена некаква алергиска реакција на ова аплицирање на радиоактивен материјал. Меѓутоа и тука е прашањето дали е алергиската реакција појавена од материјалот или претходно пациентот веќе е со некаква друга проблематика упатен. Така да се многу ретки речиси, значи и да не постојат никакви несакани моменти од после апликацијата на оваа радиоактивност. Рековте тој материјал кој што се аплицира се исфрла за 24 часа, нема нуспојави, спомнавте контрола на 6 месеци, врз основа на сето ова што го кажавме, да ве прашам колку често може да се прави, се извинувам, скенот на коски? Да, ќе потенцирам само, значи дека се задржавме на некои работи кои што се за скенот на коски, бидејќи имате радиоактивност, односно апликација на изотопи кои што и повеќе од 24 часа се потребни да се исфрлат од вас. Значи, тука станува збор за сосема друга патологија,
Значи, не би ја завлегла. Конкретно зборуваме сега за скенот на коски. Тој е безбеден да го повторувате. Значи, не премногу често, меѓутоа и во нашите извештаи пишуваме доколку нешто не е сомнително, а во тој момент не можете јасно 100% да се изјасните дека станува збор за некаква конкретно метастатска промена, тогаш и ние самите пишуваме дека е добро да се направи контрола после 4 месеци или после 6 месеци. Материјалот е безбеден. Значи немате проблем да го повторите повторно снимањето. Имате пациенти кои што ќе се снимаат предоперативно, па после тоа сакате и постоперативно да ги следите, така да и тука нема никаков проблем. Апсолутно нема никаков проблем да ги следите. Пак ќе кажам, не премногу често, значи да не биде тоа сега пожелба дека сака пациентот секој месец да следи што станува збор, меѓутоа веќе по 4 или 6 месеци нема никаков проблем да се направи скенирањето. Мислам дека дадовме доволно информации, дека ги успокоивме нашите гледачи кога станува збор за едно вакво испитување за скен на коски и доколку имаат мислење од лекар, секако ќе го направат. Ви благодарам за гостувањето во денешната Алфа ординација. Ви благодарам и јас. Доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од болницата Аџи Бадем Систина, беше денеска заедно со нас. Ќе даруваме докторката со списание од Color Media подарок. Повелете, нешто ќе прочитате поразлично од она што го работите. Верувам ќе најдете интересни рецепти. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за денешното внимание. Следува викенд, нека е убав, поминете го убаво, а до крајот на денот останете со Алфа телевизија. Довидување.